Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. 8 македонски државјани веројатно во текот на денешниот ден ќе бидат евакуирани од Израел. Владиниот авион е подготвен и чека дозвола за полетување во моментот кога македонците ќе бидат префрлени на безбедна територија, веројатно во Египет. Ви информираме дека првата група македонски државјани утрово, како дел од поголем конвој, го напушти Тел Авив и супати кон границата со Египет. Оттаму се очекува да бидат превземени со возило и транспортирани кон Шарм ел Шејк, од каде по воздушен пат со авион во собственост на владата ќе бидат транспортирани на територијата на нашата држава, велат од Министерството за надворешни работи. Како што вчера информираше министерот Муцунски, вкупно 28 македонски државјани најавиле дека планираат да го напуштат Израел по војниот конфликт со Иран. Тие се изјасниле дека ќе чекаат воспоставување на редовен авионски сообраќај од Тел Авив за да се вратат во Македонија. Во Израел се наоѓаат околу 100 македонци. Македонската амбасада во Тел Авив се наоѓа на безбедна локација и засега нема намера за евакуација на дипломати од дипломатско-конзуларните представништва. До овој момент нема информации за македонци во Иран кои бараат некаква помош. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја продолжува работната посета на Албанија. За денеска на нејзината агенда е средба со представниците на македонското малцинство, како и со нивни здруженија и партии. Председателката вчера учествуваше на самитот на шефови на држави и владени учесниците во процесот за соработка во Југоисточна Европа. Пред присутните, меѓу кои бугарскиот председател Радев, Силјановска потенцираше дека за балканските земји соседите се главните пречки во процесот на интеграција. Радев на пресконференцијата рече дека Бугарија не бара ништо повеќе од она што веќе било договорено и дека нема да излегува надвор од преговарачката рамка, апелирајќи час поскоро да се смени македонскиот устав и во него да се внесат бугарите. Вчера доцна попладнето и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски упати порака дека Македонија е подготвена за средба со Бугарија на самитот на НАТО во Хаг. Муцунски рече дека е подготвен за разговори, но постави граници, коментирајќи дека за идентитетските прашања воопшто не сака да разговара. А премиерот Мицкоски вели дека не верува на зборови, туку на дела по изјавата на бугарскиот председател дека Софија нема да поставува нови услови надвор од преговарачката рамка. Тој вели дека бугарите ќе имаат шанса да покажат конструктивност на гласањето на извештајот за Македонија и упати апел до официјална Софија да прифати средба на самитот на НАТО во Хаг. Еве имаме таква можност да покажа тоа што го зборат на 24 јуни на Комисијата за надворешни работи при Европскиот парламент АФЕТ се наоѓа извештајот во кој што очекувам бугарските членови на Европскиот парламент да ги повлечат амандманите во кои што бараат македонскиот многувековен идентитет и јазик да се додефинираат со зборчето сегашен или презент и во рамките на европскиот дух да биде усвоен тој извештај, а потоа и патоказот за малцински права кој што многу скоро ќе биде на дневен ред, така што ете имаат можност да ова што го зборуваат и на дело го покажат. Очекувам да ја прифатат средбата во рамките на состанокот на НАТО во Хаг, да се разговара и за коридорот 8, да тргне и таму работата, да биде и тоа приоритет кај нашиот источен сосед и навистина како добри соседи да ги градиме нашите меѓусебни односи. На денешен ден навршуваат 7 години од подпишувањето на Преспанскиот договор со кој Македонија се обврза да си го смени името. Договорот во селото Нивици во близина на Преспа го потпишаа тогашните министри за надворешни работи Никола Димитров и Никос Кодзијас, а во присуство на тогашните премиери Зоран Заев и Алексис Ципрас. Нешто повеќе од 3 месеци по подпишувањето на договорот, односно на 30 септември, македонските граѓани беа повикани на референдум на кој имаше мала излезност од 36%. Но тогашната влада на СДСМ и ДУИ реши да продолжи понатаму. 8 месеци по подпишувањето и откако беше ратификуван во нашето собрание и во грчкиот парламент, договорот на 12 февруари 2019 официјално стапи во сила. Како резултат на тоа, земјата стана 30-та членка на НАТО, но не ги доби ветените преговори за членство во Европската унија.
Собранието денеска одржува продолжение на 53-та седница со расправа по неколку предлог закони, меѓу кои предлог законот за изменување и дополнување на изборниот законник по скратена постапка. За преостанатите точки на дневен ред на седницата и предлогот на законот за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани, предложен од пратеници на СДСМ. Пратениците треба да дебатираат и за законот за урбанистичко планирање и законот за основното образование. Наша екипа е во собранието, детали ќе имаме во вестите во 16. Уште еден земјотрес со Рихтерова локална магнитуда од 2,5 степени е регистриран океска 48 минути по полнок во Охридскиот регион. Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје соопшти дека земјотресот е почувствуван во Охрид, Струга и блиската околина со интензитет од 4 степени според Европската макросизмичка скала. Серија земјотреси чии епицентри потекнуваат од епицентралното подрачје Пештани, Охрид, Струга беа регистрирани и вчера и зутрина во Охридскиот регион. Најсилниот беше почувствуван во 4 часот и 34 минути во Охрид и блиската околина со интензитет од 3,8 степени според Рихтер. Освен вознемиреност кај граѓаните, материјални штети не се пријавени. Тимот социјални работници од Шведска пристигна во Кочани. Целта е да им се помогне на граѓаните полесно да ги надминат предизвиците по трагедијата. Шведскиот тим ќе споделува искуства од сличен пожар кој пред 27 години се случил во дискотека во Гетеборг. Тимот Шведска пристигна во Кочани за да пружи несебична помош на семејствата на настраданите во пожарот во дискотеката Пулс. Во следните неколку денови ќе споделат искуства за тоа како полесно да се справат со последиците, поучени од сротниот пожар кој се случил пред 27 години во дискотека во Гетеборг. Видовме луѓе кои работеа ден и ноќ за да им помогнат на децата и младите повредени во пожарот. Ги носеа во болниците овде и насекаде во Европа. Кога започна трагедијата, луѓето се соединија за да им помогнат и да направат нешто за оние на кои помошта им беше неопходна. Оваа трагедија во Кочани не потсети нас на пожарот во дискотеката во Гетеборг, каде загинаа 63 млади швеѓани и над 200 беа повредени. 3 месеци Кочани живее во длабока криза, емотивна, психичка и криза во управување со секојдневието. За да се справиме со оваа трагедија, помошта е повеќе од добредојдена. Кочани секојдневно тагува за прерано згаснатите 62 млади животи. Болката е неизмерна и остава длабок белег во душите на родителите, роднините и пријателите. Предизвиците денес се многу посложени. Како да им се прииде на луѓето и на заедницата во толкава болка, а тоа да се препознае како помош? Како да се уважи потребата за правда? Да се слушне и почувствува нивното страдање, а да се испочитува времето на тагување и борбата со загубата, како да се надмине стравот од заборав. Делегацијата од Шведска ја сочинуваат социјални работници и пожарникари, кои во наредните неколку денови ќе остварат контакт со граѓаните на кои им е потребна психолошка поддршка. За Сител, Трајан Ристовски. Поради дефект во хидросистемот, прилепските полиња среде лето месец и половина се без вода. Тутунарите се револтирани, а надлежните велат дека се надеваат на брзо решение. Нашиот прилепски дописник Дарко Штарговски е на оваа тема. Поради дефект на хидросистемот во Прилеп кој што трае скоро месец и половина, голем дел од Прилепското поле на овие големи горештини е се уште без капка вода. Тутунопроизводителите револтирани велат дека срамота е месец и половина да не може да се поправи една пукната цевка. Се жала дека родот ќе биде екстремно намален поради оваа состојба, а на некои места расадот бил и целосно исушен. Вода нема во моментов, а еве време температурите се високи. Се суши тутун. Ние од тој тутун живееме. Ние не чекаме плата дали месецот ќе дојде или платата пуштиле плата или не пуштиле. Ние од тој тутун чекаме. Ти 21 век сме да не може да направат. Но цел ден ти работа и водата треба да биде пуштена. Цевка немало. Како бе луѓето ќе појдат ако треба кој знае од каде ќе зема цевка. Надребам ќе направа било што нешто. 99% тутунче нема. А договори се случи и комбинат. А ќе ти бара кила. А од каде кила? Кој ќе ти даде тебе кила? Никој. Срамота е ова. Овде нише нозе земе пари,
платата му иди, што му е гали за народот. Нека му иде народот. За раса дадов 500 евра, за раса дадов. Ене ги во лагов онде, ново лагово насадив тутун. Ако не верувате, че појдете, че видите, значи тутуно сио се исуши, значи. И водата, значи, е запреа баш во садењето на тутун. Одаде водостопанство вело дека проблемот бил тоа што овие цевки биле стари и тешко било за нив да се најдат делови. Неколку пати цевката била досега поправена за овој период, но кога ќе се пуштила да течи водата, повторно се појавувале проблеми. Се надеваат дека денес ќе се санира дефектот. Се мачиме, се трудиме, ама тоа е 50 години старо и не можеме да се среди тоа. Така не се средуе лесно, кај што мислат сите. Одгоре е многу лесно да гледаш, а долу да симниш, ќе видиш како е. Што е проблемот со цевките? Пукна цевката долу од нешто, од притисок или дошло времето, азбестот више е 50 години стар, нема вакво. Али горе гумицата ни се извади и тоа е проблемот. Сега се наместен, овожи бод донесеми и готово. Доколку не се реши проблемот, тутунарите бараат итна реакција на Министерството за земјоделство. За Сител, Дарко Штарговски. Овој блок од нашата дописничка мрежа го завршуваме во Струмица, од каде доаѓа информација за донација во оделението за педијатрија. Од таму се јавува Зоран Ѓорѓев. Одделението за педијатрија во Струмичката болница доби нова медицинска опрема, донација од Ротари клубот од Струмица. Станува збор за апарати кои ќе овозможат подобра здравствена грижа и третман на најмладите пациенти. Донацијата е резултат на хуманитарен настан што неодамна го организираше клубот со цел прибирање средства за унапредување на условите во болницата. Одлуката за доделување на средствата била донесена едногласно од страна на сите 23 членови на клубот. Одлуката беше на членовите на Ротари клуб Струмица да биде првата донација да биде за педијатрија при општа болница Струмица. Средствата што ќе се собират од првата церемонијална прослава, така да ја кажам, ротаријанска, да бидат, колку ќе се соберат средства, толку да купиме апарати за ова оделение. Директорот на болницата, доктор Гоце Христов, вели дека ова, како и сите досегашни донации, е од особено значење за болницата, бидејќи овозможува поквалитетен третман и грижа за пациентите. Според него, со ова уште еднаш се потврдува хуманоста и ангажираноста на локалната заедница, која во последните 11 месеци реализирала голем број проекти и донации. И во овој период од околу 11 месеци колку што јас ја раководам ова болница, се реализира огромен број на донации. За подсетување може да кажеме имаме 3 амбулантни возила од бизнисмени од Струмица кои што беа донирани, едно патничко возило. Во најава за новиот крак на болницата имаме обезбедено донација од американската хуманитарна организација Project Hope, кои што имаат идеја да го опремат целокупно гинеколошко акушерското оделение во новиот крак на болницата. Покрај донациите од општествено одговорните граѓани и компании, од Струмичката општа болница најавуваат и реализација на 2 проекти финансирани од Европската унија, кои се однесуваат не само на апаратура, туку и на инфраструктурата. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.